Здраво и добро дојдовте во уште едно видео каде што ќе говорам за автоимунитет. Сега во видео маци ќе го објаснам така повеќе како читање и објаснување, нема да има толку цртање, бидејќи би било многу долго видео. И ова ќе биде некое воведно видео. Во следното видео ќе ги разгледаме најчестите автоимуни болести, а потоа ќе видиме и некои терапии кои се користат за третирање на автоимуните болести. Во ред, што е автоимунитет? Тоа е кога имуниот систем на домакинот го препознава и го напаѓа истиот домакин. Така, при тоа имаме оштетување на одредени клетки или пак на одредени ткива или пак на одредени органи, системи или повеќе системи, односно цел организам. И ова оштетување е главно предизвикано од автореактивни Б клетки, нели кои прават антитела за некои селф антигени, така значи тоа е направено од автореактивни Б клетки или пак од селф реактивни Т клетки или пак автореактивни Т клетки. Односно, оштетувањето на клетките, ткивата, органите, системите е предизвикано од адаптивниот имун систем. Сега, тоа може да биде предизвикано и од вродениот имун систем, но во тој случај немаме некој таргет антиген, најчесто, или пак не можеме да го најдеме. И тие состојби често се класифицираат како автовоспаление, односно автоинфламации, кога вродениот имун систем е тој кој го предизвикува оштетувањето. Но најчесто е адаптивниот, така значи селф-реактивни Б клетки и селф-реактивни Т клетки. Сега, зависно од тоа дали се селф-реактивни Б клетки или Т клетки и зависно кои клетки се таргетираат, така значи каде се наоѓа тој селф-антиген кој се препознава, или пак кои ткива може да се наоѓа на повеќе ткива, или пак на некој орган, така, или пак цел систем, или пак се наоѓа во повеќе системи, односно низ целиот организам. Зависно од тие работи, ќе добиеме различни патологии. Во ред, односно се добиваат различни автоимуни болести. Например, ако имаме антитела против ацетилхолинските рецептори, имаме мијастенија гравис. Ако се уништуваат бета клетките во лангерхансовите островчиња, ќе имаме тип 1 диабет. Се уништува миелинската обвивка на невроните, мултипла склероза, проблеми со тиреидната, Хашимото, базедова болест. Зглобовите има проблем, најверојатно ревматоиден артрит, склеродерма и така натаму и така натаму. Значи има огромен број, мислам не е до толку голем, на автоимуни болести. Во ред? Сега, колку што знаеме, постојат околу 80 евидентирани автоимуни болести и во различна литература може тој број да биде нешто понизок или нешто повисок. Зошто? Бидејќи автоимуните болести најчесто се диагностицираат на начин како имаш една чек-листа и гледаш кои симптоми ги има пациентот, така. Сега, ако има 5 од 10 можни симптоми, викаш дека го има тоа и тоа заболување. Сега, друг пациент може да има други 5 од тие 10 и пак ќе речеш дека го има истото заболување. Сега, клиничката слика може да изгледа различно кај двата пациенти, но го имаат исто заболување. И затоа во некоја литература може да тоа бидат кога се класифицираат како различни болести, некаде исти, зависи од која година е литературата и така натаму и така натаму, но главната идеја е дека има околу 80 така автоимуни болести, но само мал број од тие ги сретнуваме често во пракса. И во следното видео, каде што ќе направам краток преглед на најчестите автоимуни болести, ќе видиме кои се тие. Интересно е дека во последниве години, односно последниве децении, се зголемува процентот на популацијата која има автоимуни болести. Моменталниот процент е од 3 до 8%, зависно нели за кој дел од планетата Земја збориме, која држава или кој континент, но овој број постојано се зголемува скоро насекаде во светот и не сме 100% сигурни зошто е тоа. Можда е бидејќи подобро ги диагностицираме автоимуните болести или пак стварно има нешто од средината што влијае, така што да имаме се повеќе и повеќе селф-реактивни лимфоцити. Инаку автоимуните болести генерално се онеспособувачки, значи го тежнуваат животот до големо ниво, сам зависи која автоимуна болест имаш, се хронични, прогресивни, бидејќи самото автоимуна болест предизвикува некој воспаление. Така и сега тоа воспаление ќе предизвика оштетување на ткивото. Оштетувањето на ткивото може да предизвика ослободување на нови, така претходно скриени антигени и сега да се појават автоимуни болести против тие, односно станува се полошо и полошо. Една автоимуна болест може да биде тригер за друга автоимуна болест. Така што како што викав дека тие кои имаат една автоимуна болест имаат зголема шанса да добијат и други. И ова некој што наречено епитопно ширење или епитоп дрифт, каде што, како што реков, поради воспалението се оштетуваат ткива,
при тоа може да се изменат некои антигени, да се откријат некои претходно скриени антигени и при тоа да се развијат автоимуни болести спрема тие. Односно првото автоимуна болест ќе предизвика и втора. Сега овде исто имам спомнато дека автоимуните болести се најчесто циклични. Што мислам со тоа? Најчесто имаат периоди кога пациентот се чувствува подобро, така значи се како во ремисија, но после некое време се враќа автоимуната болест и секој пат кога тоа се случува е со се потешки и потешки манифестации. Значи не знам, има некаде црвенило кожата и првично е мало, така ќе трае, не знам, месец-два, некако ќе се третира и ќе помине. И ќе мине така еден месец каде што нема црвенило и ќе се рече леле супер се излечив и после наредниот месец се враќа пак, но сега уште полошо. Така значи уште поголемо е црвенилото и подолго трае и повторно ќе помине и после некој месец пак ќе се врати уште полошо. И така натаму и така натаму. И затоа имуните болести е тажно дека се уште немаме лек. Добро, некои може да се третираат многу поуспешно од некои други, но главно е дека само се третираат симптомите. Така значи има некој симптом, го третираш, се не помине, така не се чувствува барем подобро пациентот и останува на тоа. Немаме трајни решенија. Ако испи го апчи, готово веќе го немаш заболувањето. Во ред? Океј. Сега доаѓаме до главното прашање. Зошто се појавуваат автоимуни болести? Така, зошто? И простиот одговор би бил бидејќи има неуспех на селф-толеранција. Така значи имаме пад на селф-толеранцијата и затоа се појавуваат автоимуни болести, ама тоа не ни го решава проблемот. Потоа ќе прашаме, добро ама зошто има неуспех на селф-толеранција? Па тука може да има повеќе одговори. Повеќе фактори влегуваат во игра. Значи имаме генетски, имаме тригери од околината и имаме рандом случајност. Под генетски знаеме дека полот игра доста голема улога и некои одредени гени се идентификувани кои придонесуваат, односно ја прават индивидуата поподложна кон одредени автоимуни заболувања. И ќе говорам повеќе за ова понатаму во видеото, исто и така и за тригери од околината, кои може да бидат од физичка природа, хемиска или биолошка. Во ред, и за тоа ќе говорам понатаму во видеото, а за случајност нема што да говорам, едноставно рандом шанса дека може да се појави автоимуна болест поради пат на селф-толеранција. Ајде сега да дополнам некои работи за ова до сега што го кажав, па ќе продолжиме понатаму. Некој од вас може да ќе рече, добро, алергиите дали се автоимуни болести? Па и да и не. Спрема дефиницијата која претходно ја кажав, имуниот систем треба да го препознае домаќиното и да го нападне. И при тоа да има нели оштетување на одредени клетки, такива органи и така натаму. Сега, кај алергии имаме оштетување на клетки, ткива, органи и така натаму од страна на имуниот систем. Но нема препознавање на селф антиген. Така, значи кај алергија имаме препознавање на некој бенигнен антиген, така кој дошол од околината, например некој протеин од кикирики. И имуниот систем вика леле гледа колку протеинов од кикирики и многу е опасен да го нападнеме и при тоа нели се оштетуваат ткива. Ова следно пак веќе го спомнав, кога вродениот имун систем предизвика оштетување, тоа е автоинфламација. Овдека имаме некои автоимуни болести, така Адисонова, автоимуна хемолитична анемија, Базедова Хашимото и така натаму и така натаму. И гледаме каде е селф-антигенот, односно каде се врши нападот и при тоа кој е имуниот ефекторен одговор. Така значи имаме автоантитела, односно ова се селф-реактивни Б клетки, така, значи овдека имаме ТХ1, те клетки овдека тоа се избришано, автоантитела, ТХ1 клетки, автоантитела и така натаму и така натаму. Еве, овдека антиген, антитело комплекси и така натаму и така натаму. И овдека, како што може да видите, автоимуните болести се поделени на орган специфични и системски. Сега ова е така малце општа поделба, бидејќи има некои кои се измеѓу и не е баш очигледно дали се орган специфични или системски, бидејќи најчесто од еден орган може да предизвика оштетување на повеќе органи кои се дел од тој органски систем и така натаму. Значи, ова е малце груба поделба, односно класификација на автоимуните болести, но функционира. И затоа се уште ја користиме. Овдека, како што спомнав, значи ова е тоа што реков, зошто имаме пат на селф-толеранцијата. Едноставно поради генетски фактори, односно тоа се одредени гени или пак полот учествува, кој не прави поподложни на пад на селф-толеранцијата, или пак некои фактори кои доаѓаат од околината. И ќе говорам за тоа понатаму во видеото. Дали има генетски фактори кои одредуваат дали ќе имаш одредена автоимуна болест?
Одговорот е и да и не. Зошто? Бидејќи автоимуните болести се полигенски, односно нема еден ген кој што ќе речеш оваа индивидуа го има овој алело тој ген, така да она ќе има оваа автоимуна болест 100%. Нема таков ген. Едноставно повеќе гени треба да бидат афектирани, така значи да има одредени алели на одредени гени и тоа само ја зголемува подложноста кон одредено автоимуно заболување, кој при соодветен тригер можеби ќе се манифестира. Што значи тоа? Тоа значи дека ти можеш да имаш гени кои те прават подложен кон одредено автоимуно заболување, ама тоа не значи дека ти ќе го добиеш. Сега, еден од најдобар пример е анкилозирачки спондилитис, кој е асоциран со ХЛА B27 алел. Во ред, сега, овие индивидуи имаат 100 пати поголема шанса дека ќе развијат анкилозирачки спондилитис него друга некоја индивидуа кој го нема овој алел. Сега, дали тоа значи дека овие индивидуи 100% ќе развијат? Не. Да речеме дека имаш релативен ризик од 0,01% дека би го добил ова заболување. Така значи секој индивидуа да речеме дека има толку. Тие кои имаат овој алел имаат 100 пати повеќе. Тоа значи они имаат 1% ризик. Вред, значи секоја 100-та индивидуа кој го има овој алел ќе заболи од анкилозирачки спондилитис, а секоја 10.000-та индивидуа, така која го нема овој алел, ќе заболи од анкилозирачки спондилитис. Во ред. И ова многу битно го запамтите, така, значи ако некој има 100 пати поголема шанса дека ќе добие нешто, не значи дека ќе го добие. И ова секогаш треба да го запазите кога читате најразлична литература, дали тоа се научни трудови или некои книги и слично, каде што кажува во одредено истражување откриено дека при тоа и тоа се зголемува процентот за толку и толку кај тие и тие индивидуи да се развијат тоа и тоа. И кога така читате звучи страшно, викаш, леле овако го правам, ја ќе добијам тоа и тоа 100%. Но кога ќе размислите не е да толку страшно. Например, имаше истражувања кои се релативно нови, кои покажуваат дека јадење на процесирано месо го зголемува ризикот за канцер на дебело црево за 70%. Сега се исплашите, леле, тоа значи дека 7 од 10 луѓе кои јадат процесирано месо ќе добијат канцер на дебело црево. Не. Тоа значи дека се зголемува ризикот, релативниот ризик за 70%. Што значи тоа? Да речеме дека индивидуа која не јаде процесирано месо има ризик за канцер на дебело црево 0,1%. Така? Сега, вие ако јадете процесирано месо, вие нема да имате 70,1 ред, значи нема да биде тоа. Него вие ќе имате 0,17% во ред. Сега, повторно да, зголемување, но не изгледа толку страшно кога ќе ставиме од 0,1 до 0,17, али многу е пострашно кога ќе видите вака број 70%. Океј, например, ако беше дека 100%, дека ставиме со црвена боја, ако беше 100%, тоа ќе значи дека од 0,1 ќе отидете на 0,2%. Едноставно тоа значи 100% зголемување. 100% зголемување е еднакво на пута 2. И ова сакам да го запамтите. Во ред, дека многу често ќе читате трудови, ќе сретнувате најразлични статии на интернет, ваму таму, кај што вика леле за толку и толку проценти се зголемува, ама тоа најчесто се мисли на релативен ризик. Ајде сега да се навратиме на автоимуните болести. Најголем дел од гените кои ги имаме откриено, кои зголемуваат ризикот за автоимуни болести, се асоцирани со МХЦ или ХЛА. Сега, зошто нека ќе прашат, добро, зошто гените со МХЦ, односно HLA? Бидејќи МХЦ или молекулите ги презентира антигените на својата површина. И многу е битно како се презентираат. Така, значи, ако имаме овдека одредена МХЦ молекула, така, и се треба да се презентира одреден антиген. Сега, ако антигенот, да речеме дека антигенот е ваков некој. Океј. Антигенот може да го презентираш сега, значи, вака, или пак, ево дека го нацртаме ова пак, можеш да го презентираш вака. Тоа е пак истиот антиген, али презентиран на различен начин. Зошто е презентиран на различен начин? Бидејќи е различна МХЦ молекулата. Во едниот случај, ова нема да предизвика автоимуно заболување, во другиот случај, ова ќе предизвика автоимуно заболување. Во ред, презентирањето антигенот е многу битно за тоа дали
дадена Т клетка или Б клетка, селф-реактивна, ќе го препознае. Нормално битни се и многу костимулаторните молекули и така натаму, но ова е еден клучен фактор. Сега постојат гени кои не се поврзани со МХЦ и HLA, но се многу поретки. И не е толку очигледно зошто предизвикуваат автоимуни заболувања. Едноставно се прават експерименти каде што гледаме кај луѓе кои имаат одредено автоимуно заболување, им правиме генски скрининг и гледаме дека многу почесто кај тие луѓе даден ген така има одредена промена. Еве на пример овдека ПТПН 22. Кај тие индивидуи кои најчесто имаат ревматоиден артрит или типен диабет, автоимунен тироидитис или пак некои други автоимуни заболувања, на 620-та позиција аргинин е заменен со триптофан. Голема работа. Сега, како тоа доведува до автоимуна болест, не знаеме. Така, how these changes lead to autoimmunity is not known. Едноставно поврзуваме само корелации со каузации. Гледаме дека кај одредени луѓе даден ген и таков, зошто тој ген доведува до автоимуна болест, не знаеме. И гледаме за сите овдека. It's believed, значи се верува, се уште не се знае баш. Тука овдека it's unclear, нејасно зошто. These changes likely, најверојатно. Најверојатниот повторно механизам. How this polymer contribute, it's not known. Така, it's not known. Не, повторно не е познато. Можни механизми се дискутирани така натаму и така натаму. И сигурно има уште многу други гени кои се поврзани со автоимуни болести, но едноставно не знаеме кои се. А како знаеме дека има други гени, бидејќи близнаци кои се еднојајчени, така, развиваат релативно истовремено исто автоимуно заболување. Тоа значи мора да е нешто генетски, бидејќи се еднојајчени близнаци. И го развили истото автоимуно заболување, али не знаеме кој ген им го предизвикал тоа. И има многу такви случаи. Така што знаеме дека има уште многу други гени кои не се откриени, кои допринесуваат за автоимуни болести, но не знаеме кои се тие. Вред? И најчесто кога што спомнав се повеќе гени кои се во прашање, но некогаш имаме идентификувани и единични гени кои значително допринесуваат. Еден очигледен пример е AIRE генот. И за ова говоревме, нели, кога говоревме за Т-клетична толеранција и Т-клетична селекција, AIRE генот беше одговорен да им биде презентирано на Т-клетките во тимусот најразлични пептиди од организмот. Така и очигледно беше и ова тогаш кога го спомнав дека ако овој ген не работи, различните протеини, односно пептиди, односно антигени од организмот нема да им бидат презентирани на Т-клетките при процесот на селекција, така што многу автореактивни Т-клетки ќе излезат од тимусот и ќе се појават автоимуни болести. Многу е битен FOXP3 генот, тоа нели говоревме дека е зголемена експресијата тој ген кај Т регулатори cells, не знаеме зошто. И овдека гледате пишање се уште некои други, но не нас занимаваат сега толку. Сега, за крај да спомнам, во однос на генетските фактори, дека полот влијае врз веројатноста да се развие автоимуна болест. И ова го знаеме. Зошто? Анатомски разлики, да, има помеѓу машки и женски, но тоа не би требало да допринесе. Има и некои физиолошки, но и тие не би требало да допринесат. Најверојатно е нешто повеќе биохемиски. Така, значи, половите хормони сметаме дека се одговорни да тоа женските имаат повеќе автоимуни болести. Како точно половите хормони доведуваат до тоа, не е баш јасно. Мислам, имаме хипотези, имаме објаснување, но немаме конклузивни докази. Други причинител може би се фетусните клетки. Мислам, и овдека имаме доста хипотези и некои докази дека зголемуваат шанса за автоимуни болести, а тоа е да додека мајката е бремена, дека начува носи фетус. Фетусот, ембрионот има различни гени од самата мајка, односно експресира различни протеини, различни антигени. Тоа значи дека имуниот систем на мајката би го напаѓал бебето, но очигледно има некоја толеранција, мислам, ова е многу подетално може да се иде, нели дури бреме на мајката, да не го уништи фетусот, но при процесот на пораѓај е тука е кога веќе имуниот систем на мајката ќе дојде во контакт, нели, со фетусот и дел од клетките ќе останат во циркулацијата на мајката. Значи ќе останат, нема се да искочи така. Некои од тие клетки ќе останат во мајката и тие се носат антигени кои имуниот систем на мајката не ги препознава. И ова може да развие пролиферација на некои автореактивни лимфоцити кои преку кросреактивност може да
развие некои автоимуни болести кај самата мајка. Но повторно сите механизми на функционирање не ни се баш разјаснети. И за крај ги имаме околинските фактори, кои што реков можеме да ги поделиме на физички, хемиски или пак биолошки. Под физички можеме да ги ставиме УВ, температура, физички стрес, каде што сите на некој си начин се поврзани. Например, УВ, така значи може да влие на најразлични клетки, да мутира одредени гени, при тоа се добијат нови изменети антигени, кои што може да бидат препознаени од имуниот систем, или пак директно влие на антигените, така на одреден протеин, УВ светлина, да му избие одреден електрон, така што сега се направил јон некаде во протеинот, тоа е менот целата конформација на протеинот и сега тој може да биде препознаен од имуниот систем. Но најчесто УВ ќе предизвика оштетување, смрт на некои клетки, па ќе се ослободат доста клеточни антигени во околината, кој го зголемува ризикот за автоимуни заболувања. Скоро секој оштетување, така и ово физички стресов дека што е забележено траума, може да го зголеми зголеми шанса за развивање на автоимуна болест. И за ова говорев пред некое видео, каде што спомнав еден пример, да речеме си го повредите едното око, така, не знам, ви удри некој бокс или што и да е, и сега бидејќи е повредено едното око, да речеме левото, ќе има тука воспаление, ќе има маца крварење, ќе дојдат доста имуни клетки тука да го решат проблемот, така. И при тоа ќе има и многу мртви клетки, многу антигени ќе се ослободат. Сега бидејќи окото е имунопривилегирано ткиво, овие антигени најчесто се скриени. Така значи имуниот систем не доаѓа тука многу често да ги проверува. Немаме некоја се многу лимфна циркулација развиена. Сега бидејќи имаме повреда, има воспаление, сега може да бидат препознаени од имунен систем и да се развие автоимун одговор против овие антигени. Така што иако левото око било удрено, после некое време може да се развие воспаление на десното око. Зошто? Бидејќи имуниот систем почнал да го напаѓа. И ова исто се случува и кај срцев удар. Така значи може да се случи срцев удар, при тоа имаме оштетување на миокардот и сега имаме ослободување на различни антигени и може да се развијат антитела против овие антигени и потоа имуниот систем да ги напаѓа мускулните клетки на срцето. И ќе добиваме симптоми како ревматска треска која настанува поради најчесто молекуларна мимикрија, зашто ќе говориме малце подоцна. Сега да преминеме на хемиски околински фактори. Голем број лекарства, храна и многу други материи кои може да ги сретнеме од околината може да предизвикаат автоимуни болести. Дали ќе бидат аплицирани или од надворешноста, дали ќе вдишеме, дали ќе ги ингестираме и слично. Начинот на кој действуваат е да самите хемиски материи може да се врзат со најразлични протеини и при тоа да направат неоантигени, односно да ги изменат антигените кои веќе ги имаме, да на некој си начин кој сега е навидум нов и имуните клетки може да го препознаат и да развијат имун одговор против истите. И многу често ова се значи тие тригери кои ќе почнат некој автоимуни заболување, например глутен, развијат целијакија. Така пеницилин исто така може да доведе до некој автоимуни заболување, бидејќи може да се врзе со најразлични протеини. Океј, значи релативно едноставно да сватите како некои хемиски материи кои се внесуваат од околината може да доведат до автоимуни заболување. И постојат огромен број, така значи огромна лепеза на се што може да влие. И на крај ги имаме биолошките кои најверојатно се и најбитните и најдобро е убаво да се објаснат. Значи биолошки се мисли на различни патогени, така значи вируси, бактерии, габи, паразити и така натаму. Сега, како тоа би довело до автоимуни заболување? Постојат три предложени механизми. Првиот е bystander activation, односно активација на наблюдувач. Како изгледа тоа? Да речеме дека тука имаш одредени клетки, така, и овдека има некои бактерии, како и да е, и тука имаш некои имуни клетки кои се борат против тие бактерии. И у средината нормално има многу цитокини. Така, и овдека има битка помеѓу бактериите и твоите имуни клетки. Така, значи се борат против нив. И се ослободуват многу цитокини во околината, бидејќи ова е место на инфламација. Но у меѓувреме овдека си поминува некоја автореактивна Т-клетка. Така, која би реагирала со овие овдека нормални, да речеме, епителни клетки или што и да се. Сега, нормално, оваа автореактивна клетка не би требало да се активира. Така, нема да добие втор сигнал. И требаат или костимулатори молекули, или цитокини, така, некоја адренична клетка или слично за да се активира. Но она нормално не би добила втор сигнал и би станала анергична. За ова говоревме веќе во претходните видеа. Но,
Бидејќи во околнава средина има доста толку многу цитокини и други молекули кои се проинфламаторни, може да доведат да оваа автореактивна Т-клетка да се активира. Така, значи ова е активација на случајни минувачи. И си има улога зашто ова е битно при нормален имун одговор, така, значи кога има некоја бактериска инфекција, голем дел од Б-клетки кои поминуваат во околината може би имаат некој антитело против некој епитоп од инфекцијата. Добро е да секоја помош што може да се добие. Но, како што гледате, ако има некоја многу селф-реактивна Т или Б-клетка, тоа може да предизвика проблем. Друг механизам е молекуларна мимикрија. И ова е многу интересно, а тоа е да антигени од некој патоген може да изгледаат, одредени епитопи од антигенот, да изгледаат у наводници хемиски слично со некои наши епитопи кај нашите селф-антигени. Во ред? И ова се случува при ревматска треска, да речеме имаш стрептокока инфекција на грлото. Така? И одредени антигени се смета од Streptococcus pyogenes се многу слични со некои антигени, селф-антигени од нашиот организам, поточно од срцето. Така што нашиот имун систем ќе се бори против инфекцијата, против бактеријата, но антителото кој ќе ги направи против бактеријата можат преку крос-реактивност да реагираат со наши селф-антигени. Во ред? И така да доведат до автоимуно заболување. Исто и кај вируси, дека не е спомнато, но вирусите прават доста генетски шафл. Треба да направам посебен курс за вируси, колку се битни во еволуцијата, воопшто на целиот жив свет на планетава. Но они кога влегуваат, може да инсертираат гени, може да изваат гени, да внесат гени од растенија во тебе. И така натаму и така. Значи многу работи може да се случат со вируси. Дури 10% се смета од сите канцери, односно тумори се предизвикани од вируси. Бидејќи ако внесат ген каде што има некој тумор супресор и сега го прекинат тумор супресорскиот ген, онкогените ќе надвладеат и ќе биде проблем. Но окей, сега забегувам многу од темата. Тоа е за молекуларна мимикрија. Имаме и поликлонална активација. Тоа е кога многу често го имаме кај бактериите, кога имаме бактериска инфекција, да против дадена бактерија се активираат многу Б-клетки. Како што спомнав и со Байстан реактивацијата, ова е многу слично, едноставно потребни ни се што повеќе Б-клетки и можда некој антитело ќе има соодветна специфичност за некој епитоп од бактериските антигени. Така што може да се активираат многу брзо, многу клонови од Б-клетки, но некој од нив може да е автореактивен, така што тоа ќе предизвика автоимуна болест. И овдека имаме некоја сумација на ово што го кажав. Овдека, например, правото имаме, ни прикажува како е нормален, што нормално треба да се случи ако имаш презентиран селф-антиген, селф-толеранс, периферна, анергична кај стане Т-клетката, но некогаш, како што спомнав, може да имаме некој микроорганизам во околната средина, при тоа ќе има тока доста воспаление, единична клетка ќе почне да презентира на различни костимулаторни молекули, така, и плюс цитокини во околината ќе доведат до активација на други Т или Б-клетки, но селф-реактивна Т-клетка може сега да се врзе со таа единична клетка, при тоа се врзе со некој селф-антиген, не со антиген кој е презентиран од микроорганизмот, а бидејќи има костимулаторни молекули поради целото воспаление во околината, да се активира таа Т-клетка и да доведе до автоимунитет. На крај имаме овдека крос-реактивноста, односно молекуларната мимикрија, така што некој епитоп кај протеинот од патогенот е исти или пак многу сличен со епитоп од некој наш селф протеин. Така што имуни клетки ќе го препознаат, но потоа поради крос-реактивност ќе реагираат со наши селф-антигени и ќе имаме автоимунитет. И сега малце ќе бидете исплашени, у смисол да не настинете или пак имате бактериски инфекции, викате, леле, секој пат кога ќе сум инфициран, дали од бактериен вирус, големувам шанса за автоимуно заболување. Да, но и истовремено и не. Зошто? Бидејќи имаме доста докази кои укажуваат дека некои инфекции намалуваат шансата за автоимуно заболување. Како и зошто не знаеме. И баш е парадоксално. Имаме докази кои укажуваат дека и логично укажуваат дека вирусни и бактериски инфекции зголемуваат шанса за автоимуна болест, но истовремено и ја намалуваат. Окей,
не баш сосема јасно зошто, некои го прават тоа, други друго. Исто така цревниот микробиом, значи бактериите кои ни се во дигестивниот тракт, влијат значително врз инциденца, така дали ќе се развијат некои автоимуни болести или не, и ако се развијат, каков ќе биде интензитетот. Едноставно е приметено дека луѓе кои имаат одредени автоимуни болести имаат одреден микробиом, така значи имаат повеќе од дадени бактерии во нивниот дигестивен тракт од луѓе кои немаат автоимуни болести. Сега дали промената во микробиомот ја предизвикала автоимуната болест или пак автоимуната болест ја предизвикала таа промена во микробиомот, не знаеме. Но очигледно е дека има некаква поврзаност, некаква корелација. Дали се предизвикани едни од други, дали првото го предизвикува второто или второто го предизвикува првото, немаме поим. И се уште многу таму се истражува. И за многу кратко сакам само да спомнам како иде дијагностицирањето на автоимуните болести. Ова е многу голема тема, но нема да правам посебно видео за тоа. Едноставно ќе спомнам дека се прават АНА-тестови, антинуклеарни антитела, ревматоиден фактор и анти-ЦЦП, односно антициклични цитрулирани протеини. Но проблемот со сите овие тестови е дека не се супер специфични и не се секогаш 100% точни. Значи има луѓе кои може да бидат позитивни, така да имаат доста АНА, ревматоиден фактор, а да немаат никакво автоимуно заболување. А може да има луѓе кои имаат автоимуно заболување, а да немаат АНА. Например, имаат лупус, а не се позитивни на антинуклеарни антитела. Така да овие маркери не се баш 100% добри да ни кажат аха, ако го има ова, ќе го има и тоа. Али сепак веруваме дека се подобри од ништо, така. Но најчесто имаме некоја си чек-листа за различните автоимуни болести, односно чек-листа со симптоми. Така и сега викаш, има N можни симптоми, например за лупус има 10, пример, карикирам. И сега ако пациентот исполнува 5 од тие 10, викаме дека има лупус. Во ред? Но друг пациент може да исполнува други 5. Но исто и тој има лупус. Така. Иако клинички може различно да се манифестира. Некои луѓе кои имаат лупус живеат 60 години, некои луѓе кои имаат лупус умираат за 1 година. Значи во самото дијагностицирање немаме некои многу добри методи, бидејќи проблематиката со автоимунитет е многу тешка, како што напишав на почеток, дали не го прочитав. Автоимунитет. Многу не знаеме, така значи, многу не знаеме, и ова ќе биде еден од последните фронтири на медицината. Моментално си викате, леле, не знаеме за канцер, немаме лек за канцер. За канцер знаеме многу, значи многу. Односно, детално знаеме што е проблемот кај канцер, али немаме технички решенија да го решиме. Автоимуните болести мислам дека ќе бидат и потешки од канцер. И автоимуните болести најверојатно ќе бидат потешки да се решат од канцерот. Да, не се толку опасни како канцерот, но сепак се многу проблематични. И ќе направам посебно видео каде што ќе говорам за терапиите кои се користат при автоимуни болести. Но тоа беше главно се за ова видео. Се надевам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во следното видео. Довидување.